Нема каде да го носиме добитокот на паша, се пожалија сточарите во Карбинско. Бараат проблемот да се реши бидејќи како што велат, пасиштата и ливадите станале ниви, па сега добитокот почесто се напасувал на полињата наместо на паша. Поради штетите во нивите на земјоделците, предлагаат дел од државното земјоделско земјиште да се даде за паша. Јас сум пензионер, имам 350 овци. Нема паша нигде. Пашата е изорана од ЗИК Црвена звезда во наш атор посејаница Лојза. Има пашата горе, пашарина плат. Пашарина, они се не фаќат на пашарина, пасат на полето. Ние ме сееме пипери, зелки, се било. Лозија имаме на народо, многу мака има народо од што пасат овците полето. Недостигот на пасишта негативно влијае на бројната состојба кај добитокот, сточниот фонд и она кај во опаѓање. Експертите сметаат дека пасиштата се важен ресурс за добиточна храна и развој на сточарството. Важни се за локалниот, регионалниот, економски и социјален развој и одржливоста на биодиверзитетот, вели Татјана Прентовиќ, професор на Факултетот за земјоделство и храна. Бројноста на добиточниот фонд ни се намалува, и дека таа состојба треба да се подобри. Пасиштата, односно тревниците, се еден од главните ресурси за таа намена, а од друга страна опаѓањето на добиточниот фонд може да донесе до стагнација на сточарството како важна земјоделска гранка. Анализите од истражувањата на терен покажуваат дека околу 60% од земјоделските површини во земјава се пасишта и ливади и се доволни за напасување на стадата. Проблем на сточарите се и концесиите за пасиштата. Одгледувачите на овци во државата побараат да се даваат на 30 години, а не како сега на 15 години поради неизвестноста околу потпишувањето на договорите за одредени пасишта секоја година и неможноста да планираат долгорочни инвестиции во бачилата. Од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта најавија измени во законот за пасишта во интерес на сточарите до крајот на годината.